Драги пријатели, вечера би сакал малку да подборуваме или потрчно ноќеска за светската политичка сцена, нормално и македонската политичка сцена, што не очекува од 2021 година, малку подетално нормално. Знаме дека годинава доста критичен период се некаде од 20 мај, кога Сатурн тргнува ретроградно до 9 септември. Ој обично представува врховната власт, а Јупитер некаде од 21 јуни до 17 октомври. Но претходно ќе се случат многу работи. Прво да почнеме од светската политичка сцена. Значи, некаде од средината на мај, Јупитер влегува во Риби, знаеме дека рибите се 12 знак во астрологијата. Значи, потврсот, значи може да се разбудат многу полека во целиот свет, не само кај нас, побуна на народ и така натаму. И Јупитер кој ќе тргне ретрограден, значи од 21 јуни, значи оно од средината на мај до јулије во 12 куќа и поточно во Риби, кој се гледа светската политичка сцена. За жал, таму е и кај Македонија. До тие причини кај нас сметам дека ќе има предвремени избори, а на светската политичка сцена може да се случат многу конфликтни ситуации. Токму поради ово, не случајно деновиве во Кина, нивниот претседател Си Џинпинг пропадно закон доби можност, значи без одобрение на партијата и врховното раководство, сам да прогласи војна со све поточно, сам да објави војна на друга држава. До сега тоа го немаше правото нивниот претседател, сега го доби тоа право. Значи, оно што зборував и порано и во моите текстови, сега и се ќе повторам, крајот на коронавирусот ќе заврши со воен конфликт помеѓу Кина и САД. Не случајно, не е исклучено Бајден со сила да го стават претседател. Значи, сите Трампови обиди и за Конгресот и за се да бидат залудни, од причина што во овој момент на САД ќе треба војна. Он е во еден економски колапс, но гледаш дека економскиот колапс токму доаѓа од Кина, без разлика што Кина тука се малку зафркна нивната длабока држава и длабоката држава на САД, кои помогна на Кина буквално да е економски колапс да ја донесе на САД. И не случајно Помпео, освен што збори дека Русија е мој непријател, голем непријател на Америка, но сепак Кина става ко непријател број 1 и САД ќе посека војната со Кина од една друга причина. Прво, економски ги нормално загрозува, ги надминува, а втора работа, војно, Кина почва многу да зајакнува. Значи, кој ќе се собере со економската сила што има во светот, значи, они имаат најмногу државни обврзници на САД, по нив е Јапонија. Значи, Бајден го подготвуваат, он е факт дека не може да владе со Америка, нема да владе. Прашање колку ќе владе и подпредседателката која доби, кој е од обоените, поточно африканско потекло има, да не кажам трети, погрешно да не ме разберат, не сум расист. Што значи дека обично луѓето кои се, например, малцинство во некоја држава или кои дојденци, они за да се покажат, она мора не исклучено да започне војните дејства. Иначе доста критичен период кој е светската политичка сцена, па и Македонија во прашање, тоа е втората половина на февруари и цел март. А ја очекувам во тоа време не исклучено владата да падне, поточно власта да предизвика паѓање на влада. Иначе во моментот владата има добро позиционирани работи и Јупитер е, Сонците сега во 10-та куќа на кариера, значи до втората половина на февруари владата добро ќе се однесува. Поточно опозицијата нема шанси ништо да прави тука освен пресконференции. Потоа има еден период кога не е исклучено, значи, по моје мислење дека
пензионери може да се израдуваат со февруари кои ќе земат пензија, воено да се клачи платата. Заев направи една многу паметна работа, мора да признам, без разлика дали ми победи или не. Што помошта што беше од 6.000 денара или која требаше да се купува македонски производи, на луѓето ги даде во пари, може да си го подигнат, посебно пензионери што се под 15.000 и невработените кои се пријавуваат на 6 месеци. Што значи тоа? Ако добро се сеќавате, како Груевски ги одржуваше, како се одржуваше Груевски на власт. Значи, најголемата кај нас, да кажеме, или најголемо избирачко тело, не се партиските војници, не се партиските поддржувачи, тоа се пензионерите. Груевски качуваше секоја година по 600 денари, но последните 4 години, 2 години ги качуваше по 600 денари, што значи ги изгуби најголемото гласачко тело и тоа му се случи паѓање од власт. Заедно тоа го свати и што направи? Он пролетарска, која беше корона кризава, точно дека одржа избори, но пред да ги одржа изборите, он ги даде на оние што се вработените, значи што имаат под 15.000 и на оние што редовно се пријават во бирото по 6.000 денара. Некои 9 дојдеа ваучери добија изодно и така натаму. И тоа доста влијаеше на изборите. Сега направи уште попаметен потез, значи буквално даде на пензионерите кеш. Значи, оние зборам што се, а тоа е гласачко тело на ВМРО, да помне, да се разбереме. Значи, буквално ги краде гласовите. Што зборува тоа? Дека пензионери што се по 15.000, а добиле сега 6.000, пред тоа, например, Груевски качуваше по 600 денари. И 6.000 кои ќе поделите на 12, добиете 500 денари. Значи, годинава што е зад нас, пензионериве фактички добиле едно покачување по 500 денара. И ако исто се ово направи, например, во текот на јануари или во февруари, ако се добие јануарска пензија покачена 780.000 денари, кој што ветија дека ќе биде 10.800 минималната пензија, и не е исклучено да самата власт да си предизвика паѓање, поточно предвремени избори. И тоа може да се случи некаде од сезината на февруари до крајот на март. Тогаш и онака власт ќе се бара, најверојатно опозицијата ќе побара во парламентот довера во владата, што власта со задоволство ќе прифати да замине, бидејќи во овој состав се уценета од албанските партии. Вака со нови избори, не знам како ќе завршат, но знам дека ВМРО тешко дека ќе победи, не дека народот него сака, далеко тоа. ВМРО нема лидер. Нека не ме свати погрешно господин Мицковски, но он е малку залутан во политиката, не малку, доста залутан и пасивен играч е. Значи, а ВМРО во Народна партија треба малку порадикално да настапува и повеќе се, но тоа е нивен проблем, не е мој проблем. Иако тоа го спомнав многу пати со Христијан Мицковски, ВМРО да помане следните 100 години, ја ви тврдам како аналитичар, нема да се врати на власт. Тоа не значи дека зборувам дека треба да смените, ако мислите дека ви добро, тоа си е ваш проблем. Но за жал ја во моментот не би можело и да ви посочам која личност би можеле да ја поставите. Бидејќи ниедна од тие што ги гледам во моментот во Централен комитет немаат креативитет кај народот. Но не би сакал да се мешам во вашите партиски работи, без разлика што бев на Словачкото собрање и без разлика на ваши лидери што доаѓаат кај мене, не зборам нови сега, овие, и сам на старшите Љупчевина доста, но да се вратам на Македонија. Значи, доста клучен период исто ќе биде втората половина на мај до јули, бидејќи тогаш Јупитер ќе влезе во 12-та куќа на Република Македонија и светската политичка сцена ако земе пари системот. И тука може да, или ако не се значи предизвикат сега избори, февруари март, а подобро е сега,
а да се одржат тамо после јули, недобро септември, значи може да се предизвикат измеѓу втората половина на мај и јули. Но тука треба да се напомене дека годинава ја би му препорачал на актуелниот премиер Зоран Заев малку да обрне внимание на безбедноста. Не е лошо. Но си има совети, само ќе му кажат кога, што и како. Тоа што се однесува за Македонија. Значи, ја исто го кажав и на тебе сецо и во моје обраќање, така година очекувам предвремени избори. На тие предвремени избори не знам колку опозицијата подготвена, бидејќи свој лидер, ако меѓувреме не направат вореден конгрес, се останат пак во опозиција, но и да направат вореден конгрес, една работа ви кажам, значи, по ово што се случи, сега што се добија овие 6000 денара, автоматски, значи, Заев не ги тоа даде на гласачите на ССМ, на ССМ тие што се над 15.000 и администрацијата. Он ги фактички украде гласачите на ВМРО, бидејќи овие што се со најниски пензии, значи по 15.000 се останемици гласачи. И кој што рече дека минималната пензија ќе биде 10.800, сега е некако 9 и нешто, значи автоматски не велам дека сите, али 30-40 на 100 гласови ќе отидат на ССМ. Многу пати кажат дека македонците се продаваат за шарена во мочи. Но какви потези ќе влече опозицијата и свој лидер, не знам. Тоа е нивен проблем. Не би сакал да им солам памет, да не ме разберат погрешно. Но треба да се внимава, да човек клучна година. Инако за мене е многу грешно што се зема Pfizerovата вакцина. Ја не ја препорачувам на никого да ја примите. Нема погрешно само министар да ме свати, но тоа не е безбедна вакцина. Значи, филмски се покажува како ја примат Pfizerovата вакцина и во Велика Британија и Ана Брнабич. Пред малку гледа баш еден клип, каде уопште не се покажува како влегува иглата и чак, мислам на еден оддел се покажува како сестрата кај става на Ана Брнабич, значи на премиерката на Србија вакцината, ги држи прстите, значи иглата не влегува во нејзиното тело. Таа причина велам дека Pfizerovата вакцина не е безбедна и за мене е геноцид што сакате да го вакцинирате народ, особено постарите генерации да почнете од нив. А осталите не го сакате да го вакцинират и медицинскиот персонал. Почекајте, попаметно е, самиот вирус, он е вирус, во биолошка војна ќе престане со промена власта во Америка. Бидејќи ќе дојде до конфликт, а конфликтот ќе го замрзе запрашувањето. Значи, за мене, како аналитичар, оно што бар досега имам уочено, значи вакцината многу малку се пренесува преку контакт, маските служат повеќе на отворено, бидејќи не запрашуваат со години. Значи не е тоа сега, со здравствените фондови се погоди, но се вратам на светската туристичка сцена. Значи, ја очекувам конфликт помеѓу Кина и Америка и сега ќе биде затегнати односи доста меѓу САД и Русија. САД ќе се обиде на сите начини да не проработи Северен тек или поток, како сакате два. Тоа го направи ќе норвешката влада, не дозволи одобрување за продолжување на работите, а тоа оди и сето на штета на Германија, на германската економија. Бидејќи и Северен ток или тек 2 најмногу беше потребен на Германија, а Германија, што знаеме, локомотивата на Европската унија. Сето тоа зборува дека Америка не е толку против рускиот газ, иако она знае дека нејзино е поскапо и потешко може како течен се донесе во Европа, нејзија е целта рушење на Германија, поточно рушење на Европската унија. Значи, званично, крајот на Европската унија започна со званично излегување на Велика Британија. Од таа гледна точка Русија ова година треба да внимава да не влезе во конфликт, а иначе не минува конфликт, она ќе биде предизвикувана од новата, бидејќи Америка е дојдена како да кажем, ко давен и го живи песок,
бидејќи се наоѓа во голема криза, имаше доста заразени, но еден факт треба да земе дека коронавирусот е биолошко оружје, значи составен од повеќе вируси, како што рече францускиот научник, имало чак и од сида метнато во него. Значи, не е за шега, но овие вакцини колку се безбедни, голямо прашање, бидејќи не се покажа, еве во Америка самата сестра што примила вакцина добила парализа на лицето. Толку сега, значи, јас не ви препорачувам, мислам на власта, на здравствената власт, да брза со Pfizer-овата вакцина, подобро да задосат македонскиот народ да не ја прими, бар тамо до март, април, најмалку мај, бидејќи од тога ќе се расчисти и со коронавирусот ќе почне, бидејќи ќе почнат затегнати односи меѓу Кина и САД и големите сили, ќе забри светот, а не чуди Канада да забри, народот се крене, но за жал многу опасно ако се во Македонија крене народот, а не е исклучено. Зошто е опасно? Народот нема лидер, нема опозиција. Опозиција има што викаат црвици на папир или само на хартија. Таа опозиција не еден процес напред, кој се минуваше името, кој се правеа договорите, учествуваше со власт во минување, отварање на уставот и така натаму. Значи, најопасно кога ќе се крене народ, а нема лидер, а тоа може да случи слично и во Србија, тогаш не знаеш кој ти влегува дома. А може ти Срби се дојаш, што се вика до колевка. Значи, без брзање, да се гази топката, да видиме резултати како е кај другите земји од вакцинова, бидејќи првите смртни случаи се забележи по примањето на вакцината во Швајцарија. И таму почнават, значи, од старичките домови како и во Србија. И затоа ви велам полека, внимателно, ова е бурна година, што ќе смени многу работи од целиот свет, па и кај нас. Толку за сега, се надевам дека сте задоволни, а ве ветив за секој знак посебно, но во моето наредно јавување преку видео. Тоа може да биде за третиране најкасно. Ви посакувам добар сон, се гледаме и внимајте на себе. Значи, на отворено кога ќе сте, обавезно маска да носите.